до моите колеги, наставници, които своят ентузиазъм и последователност в нова учебна година докажат дека нашето училище може да чекри по скалите на успехот и да биде еднакво рангирано с училището на държавата, кои постигнаа високи резултати на големи државни надпревари по разни наставни предмети и общи вештини. Денес би сакал да ви изразам посебна благодарност. Во вас и предусилната желба за успех на нашите ученици е ключов за успехот на секој од нас, на нашите училишта заедница, на вас, учителни родители, на сите наши заеднички интереси. И заедно, како што покажа времето, сме одличен креативен, добро координиран и не водим единствено пат за успех. Ние перспективаме да ви помогнеме и ќе ви го направиме училишно ученик многу просто и по-интересно. Ќе привлечеме што е можно материјални и финансиски средства од разни проекти со менеджирани за сите наши потреби и ќе ги следиме моделите на наставните процеси. Вечерва ќе ја последиме културно-методичката програма која ни е подготвила учениците од преподавање со нивните одредени ръководители и сега по неја следува додадување на профилници на учениците од 9 години за нивниот континуиран одличен успех, както и благодарници на наши ученици кои постигнале високи резултати и учествувале на државни надпревари по разни наставни предмети. И сега ќе ја дадеме наградата на ученикот која учебна година е нашата родителска генерација. За крај, само би сакал да кажам дека нашето училиште е училиште кое негова почет и пријателство, работи со посветеност до успех и возможува еднакви права за сите. Ви посакувам Бог да забравяме летна работа. Одморете се и соделете енергија за нови победи и нови знања. Благодарам. Училище ова година се
училище и така нататък. Ще направим листа на места, кои сакаме да ги посетиме, работи, кои сакаме да ги фотографираме. Посета на баба и дедо. Кога ќе ме носите во посета на баба и дедо, потикнете ме да слушаме приказни по старите, за да ги преразкажуваме или запишуваме. Но и баба и дедо може много да научат од нас внуците. Например, новите технологии. Така можеме да им помогнеме во SMS пораки, електронска пошта и така натаму, да ги генерацијското учење што диктува трпеливост и социјални вешти. А само да знаете, математиката е насекаде. Драги другарчиња, може да вежбате собирање, одземање, поредување на количини, множење и делење, додека пазарите се пакувате за нови. Патувате. Така, например, додека сте на плажа, собирајте, одземајте и потребувајте ги по големина собраните камчиња. А додека сте на планина, заедно со детето смислувајте и решавајте текстуални задачи со дрвјата, кутичките и животните кои ги видите. А сега ќе ја проследите нашата културна забавна програма, што ја подготвивме ние учениците од 5-то одделение со нашите наставници. Ова е наша благодарност до наставниците кои научија овие 5 години и заедно ќе ја завршиме оваа година со нашиот сплет од песни, игри, драмолетка и секако да покажеме колку ни значат и ветуваме дека нема да ги заборавиме. Во исто време еден композитор има 20 годишни песни кои се движат со брзина од Бато, ајде да си играме. не може, треба да решиме задача по математика. Али се јавиме на мама, таа ќе ја реши твојата задача и потоа ние ги си играме. Не знам, или се кара зашто вчера не сум ја прашала. А да и се јавиме на добрата вина, таа може се да направи. Пак мислам твојата добра вина да остри само обајите до твојата мала главичка. Така ти си мислиш. Сега ќе ја повикам, таа ќе ги избриши сите бројки. Добра Вило, ти што живееш за 7-те гори и 7-те мориња. Аз не знам че мој. Добра Вило, те молам, избриши ги сите бројки. Добро било, не мога, не ги бриши бројки. Јас на децата ни помним да реши домашната задача. Ако ги избриши бројките, јас ќе останам без работа. Каква врска има бројките со твојата работа? Големо момчето, да знаеш да направиш лепти и потребно брашно, вода, сол и кафе. Сето тоа го мешате и го ставате на одредена температура да се пече. Точно деца, ако се напишат бројките, важно што човека не ги може да внесе лепти и лични. Без бројките, јас веќе
izjave za treba da upotrebom za da sozdidam jedna kupio, jedna zgrada. Mene mi treba brojka. Možda partnerom treba brojka, tipo cijel dan strana lako sloboditi čulovati. Ako nema brojke, nekad to mogu sloboditi da lapam i predajte lapam ke lapam. Ti i ona ga po cijel dan lapaš. Da, no ako nema brojke, nekad znam mogu sloboditi da izgledaš i nekad ostao mjesto u mojoj slovan za slatki čulovari. Dejane,
посветеност, за да ги исполни очекувањата кои биле потребни. Честити од сите нас овде присутни, а посебно од нивните наставници, со желба понатаму да продолжите чекори на патот на успехот, да биде секогаш меѓу добрите и успешните. Почитувани присутни, добро вечер. Ви представувам голема чест да ви се обрадам по оваа прилика. Да се види добар ученик е големо задоволство, но да се види променет на генерацијата е навистина преубаво чувство. Најпрво, сакам да ви се заблагодарам на сите наставници што ме внесоа во светот на образованието и што ми ја врежаа љубовта кон учењето. Сакам да ви се заблагодарам и на сите работници во училиштето, а особено на моите ментори, кои ми уморно работеа со мене и ме спремаа за сите напредувања, кои беа со мене кога успеа, но кога претребував пораз. И ми се заблагодаруваме на моите родители, моите најблиски и сите од вас кои бевте со мене додека го живував сето ова. Среќна сум и особено горда што го понесов овој епитет, кој за мене ќе значи продолжување кон патот на успехот